Го најдов човекот што треба да ви го представам денеска. Петар Ангеловски, Талпа. Се занимава со, ќе кажеме, бела техника. Бойлери, климатизери, разладни. Знаете што е најважното? Јас стално сакам да ги представам во убаво светло и да дадам некој малце поголем епитет од она што го знам. А за него знам дека ја разладува Малта. Не само македонците, цела Малта, пеколно е на островот. Замислете, немате клима, немате разладен удар, ама го имате Талпа. Го најдов каде, одам кај него во дуќан. Igor Filevski Show. Еве му дојдов на гости, добар ден. Ќе направиме малце пауза сега од работата, бидејќи клиенти чека, доаѓаат, ние чекавме да се ослободи простор. Тоа значи работата да функционира. Талпа е инаку еден од македонците кој што си имал свој бизнис во Македонија, пред 10 години решава да стави клуч на тој бизнис во Македонија, доаѓа во Малта и отвара нов бизнис, слична од прилика професија, овде во Малта, се разгранува и денеска, после 7, 8, 9, 10 години од прилика, Талпа ја разладува Малта приоритетно, значи нема некој, не е само македонец, не е само балканец, туку веќе и малтези на големо знаат кога треба разладни уреди, клими, каде да се јават. Во овие горештини тешко е да се разлади, ама мене ми е поинтересно и поатрактивно твоето заминување и доаѓање овдека. Имаш одличен бизнис, функционираш прекрасно и се гледа дека си задоволен. Тука не треба тоа, ја многу филозофии да кажувам. Прво и основно, како успе да се пробиеш покрај малтезите? Вака сега, значи, секој почеток е тежок, со работа и со малку поголема желба, се може да се направи и секој може да успее, пошто Малта нуди многу опции за сите бизниси, не само за мојот, за сите. Малта е отворена земја, лесно се влегува во бизнис, лесно можеш да отидеш и нагоре, ама многу лесно можеш да отидеш надоле, затоа што е мала земја во која луѓето функционираат, да речеме, како на Балканот, значи фамилиарно, доколку еден е задоволен, те проперачува на целоста фамилија, таа фамилија подругари и така функционира. Но, еден ако не е задоволен, тој е бумеранг, те куби кај нивната фамилија и ти веќе немаш работа, без разлика дали си работел за нив или не. Затоа, доколку се посветиш на работата, работиш професионално, тука е многу лесно да отидеш нагоре, но исто така многу лесно ако си непрофесионалец да отидеш надоле. Ја само да дополнам, не кажав на почетокот, велам ја разладува зашто те познаваме по климите. Некој кој да има, ја му се на Талпа ќе ти среди. После тоа слушаме Талпа разладувал некои објекти, значи не една, две клими, поставаш 50 клими, 20 клими, 30 клими, е веќе голем бизнис. Сега доаѓаме тука и кажа, Талпа, знаеш дека почнал да поставува врати, Талпа, знаеш дека и бойлери мести, и сваќаме дека всушност Талпа се занимава со многу повеќе од само клими. Интересното за мене, што е уште по-интригантно во цела оваа ситуација, што тие врати бойлери ти ги носиш од Македонија, тука ги продаваш. Така. Тоа се македонски работи. Македонски, значи Зенит фабрика за бойлери која е во Македонија. Вратите не се произведуваат во Македонија, но ги носам од Македонија. Ете, да речеме, да си помогнеме и како македонци на македонци и доколку може да се извезе што повеќе роба од Македонија било каде во светот, па еве и ние да учествуваме во дел од тоа, за да не зборат само таму во Македонија, овие доаѓаат само за да направат фризура, доаѓаме да направиме и по некој бизнес и добро за Македонија. Кај тебе ќе се јавиш и одме средена климата. Ако се имамо малтешка компанија, треба да чекаш. Што е работа? Ете така, тоа е и целата работа зашто ние може да функционираме тука, затоа што они како народ се многу, да не речам успорени, најдиректно, најотворено, него да речам они едноставно си работат онолку колку што мислат дека треба да работат и ништо ни грам повеќе од тоа. Значи не работат
саботи, недели не работат, прековремено не работат, не работат агилно како ние. Например, мене ако некој ми се јави, јас ќе направам све да отидам денес, утре. Кај нив доколку се јавиш, он ако утре има Ако е утре сабота или недела, понеделник. Ти закаже Да. за недела, две, кога е он полабав, они не се форсира, ние се форсираме. Ние мислам дека сите балканци функционираме така, ние се форсираме, кога нешто работиме, го форсираме до максимум. Они не, они лабаво. Они цело тоа го прават лабаво. Дали така се научени, например, првото го почувствував тука кога отидовме ние да порачаме некои работи, не викаат за месец, два, три ќе стигне. Зошто? Кај нас тоа не функционирало така. Кај нас, јас кога сум имал дуќан во Македонија, муштеријата кога ќе дојде, ја му викам за кога ги сакате работите, он ми вика за сега. Не вика за утре, за сега да возиме комбетно Малта невозможно. позади него. Не. Во Малта кола ќе купиш, па пак мораш да чекаш Не, 5-6 месеци. Невозможно е, се се чека и они се навикнати како да се чека. Јас во почетокот кога почнав, нели немав работа и кога ми се јавија кога можеш да дојдеш, ја викам одма денес и они не сака, мислеа дека тоа е некоја превара, шега, дека не сум сериозен. Јас во ствари немам работа, само што сум отворил, никој не ме познава. А и на нив тоа им беше страшно, додека го научив тоа, ја и да немам дента работа, им викав утре денеска сум премногу зафатен, за да они ме сватат посериозно, пошто они се научени, они се многу богати, многу моќни со години се тука, они не држат лагер. Толку колку што јас имам повеќе бољери од било кој што. Зошто? Било која компанија. Која е логиката, која е филозофијата нивно да немаат лагер? Не знам која е логиката, јас мислам дека они се научени на тој принцип на работа и дека народот знае дека они муштеријата, крајниот потрошувач ќе ги почека, затоа што и тука становите се купуваат уште кога се на план. Значи самите муштери они ги купуваат работите, додека имаат планот во рака, уште не ископана дупката, они идат по продавници и ги купуваат бољери, мебел, да на план. И сето тоа они после го чекаат да дојде. По 2-3 месеци. Па и повеќе. Значи има некои работи што се чекаат и над 3 месеци тука. Како мебел, како врати. Јас вратите би можел да ги испорачам за недела, две максимум. Од Македонија? Да бидат и монтирани на местото таму. А од Македонија донесе? Да. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Кога дојдовме тука, ние не планиравме искрено да отвориме фирма, затоа што имавме фирма во Македонија, функциониравме како што функционираше од 8 до 8. Ние буквално сакавме да си најдеме работа која ќе работиме од понеделник до петок, да си имаш малтешки си, европски систем на живот, да имаш слобода, да не мислиш на работа после тоа, но стандардите многу порасна и ќе требаше или да работиме пак овертајм или две работи, за да си го дозволиш тоа што сакаш да си дозволиш, или повторно да кренеме во бизнис. Така да одлучивме повторно да отвориме фирма, да си тргнеме со бизнисот, тоа што знаеме да го работиме. И климите беа приоритет, затоа што јас претходно влегував како деливери, влегував во многу домови и во тие домови, верувај ми дека тука пред 10 години 90% нема клими луѓето. Тоа е сега е новитет. Исто време сме, ние сме на 10 години. И тоа е нови, буквално климата им е новитет тука, они сега запињат и они стават клима во секоја соба. И јас кога видов дека они немаат клими, новија жештини, јас бев сигурен дека младата генерација нема да си го дозволи тоа. Старите денес се противат на климите. Ама младата генерација секоја сака и дека тоа ќе биде добар бизнис. Слушнав не од еден, од 5-6 луѓе кои што имаат бизниси во Малта, ќе ги прашам, добро, направете ми разликата со Македонија и со, вика прво и основно, вика, прашав дали е тешко инспекции во Македонија, дрестава, вика, да, вика, има инспекции овде, како нема, ама инспекторот ќе се јави и ќе ти каже, четврток во 12 доаѓаме во инспекција, ти треба да се спремиш се, нема во Македонија бум, трас, бах, чекај да те фатам што правиш. Тоа вика не постои во Малта. И мене не ми беше јасно. Практично на почетокот не можев да верувам дека така функционира системот. Ама како што течат работи, еве се и тебе ќе те прашам. Ти си задоволен од тоа? Функционира све како што треба во Малта? Значи не може да споредиме, не може да споредиме Македонија и Малта. Македонија не ти доцелува да просперираш. Значи тоа е факт дека државата буквално не сака да функционираат малите бизниси. Тоа е смислено, не е нешто што
е новитет таму, а додека тука инспекцијата не е за да те казни. Инспекцијата е тука за да ти нагласи што треба, што не треба. Тука казни, ја не знам некој да платил, барем јас лично не познавам. Ни јас ништо, сите што ги се вика, ќе ти се јават и ќе ти кажат, следната недела во 2 доаѓаме Кога работев претходно на друго место, значи на каса доаѓа инспекција и значи јас сум плаќал од каса роба, касата никогаш не е точна. Робата ја плаќаш од каса, касата никогаш не е точна, кај нас еден денар ако фали во Македонија, толку ти е тебе од бизнисот, а инспекторот не сме да ти ја пипа касата, него он само доаѓаше и ние му дававме извештај, дневен извештај, го взимаше и си одеше. Да ти пипа каса, да ти отвара во твоја собственост, како кај нас што прават каубојски работи, во доаѓа и ти ја отвара касата и ти пипа, таа е твоја каса, твоја имовина, он не сме да ја пипа. Тоа тука функционира. Кај нас све прават само за да те казнат. Да не ругаме, значи има секој си има право како да функционира. Јас сум побегнал од тој систем на размислување, за да тераме во некој си побави системи за нас. За некој може овој систем не секој си има своје мислење. Предпоставам дека глупо би било сега прашањето како и на претходните во слична ситуација кога тебе кога ги прашав, добро, дали некогаш овој бизнис би се вратил во Македонија да го тераш, сите одговор никогаш. Ето, истиот одговор. Тоа дека предпоставам дека глупо е прашањето од проста причина што системот овде функционира. Ќе те прекинам. Значи јас сум нова компанија, можеби бев тогаш 1 година, сега сум веќе 5 години, не пуна ни година. Јас добивам телефонски повик од школа за странски јазици. Тоа е огромна институција, имаат во најмалку 9 или 10 земји, они школа за странски јазици, и добивам повик да им дадам понуда за работа. И јас, прво искуство ми беше тоа, идам давам понуда за работа, понудата е прифатена, почни. Кај нас тоа треба да поминат милион луѓе, на кои треба да им се поклониш, за да почнеш. И предпоставам дека треба да имаш и партиска книжка. Ето така. Ако ја немаш, не треба да тоа е сигурно, не треба да се предпостава. Значи тоа така функционира тука. Тоа ми било првото искуство и понатака еден куп такви искуства каде што не ги интересира, пази јас сум странец тука, не сум малтес. Значи не го интересира кој си, не го интересира што си, него дали можеш да завршиш работата, за колку пари можеш да завршиш работата и дали работата ќе биде завршена. Тие се 3 работи. И не ти джежат на глава инспектори, митаджи, парти. До сега такво нешто не сум видел, нити мислам дека ќе видам. Ако постои, јас не сум го видел. Толку. Да. Многу ти благодарам за времето што го одвои и се надевам во Македонија имаш уште линија, сем ова бизнис линија што е некојаш за враќање вака или не? Во пензија може, да? Ни во пензија не е планирал, зашто... И тука и пензијата е позна. Не, и не е парата толку колку што... А во пензија тебе ти треба здравство. Тоа ти треба. Ја да зборам тоа. Ти треба здравство. Ја ведам никога ќе умрам, оставете ми го телото овде. Таму нема здравство. Така? Значи ти кога си пензионер, си човек врзан кон здравството више толку тие се годините каде што таму ќе ни биде секој втор ден и дењето. А овде функционира тоа безпрекорно. Сега за сега да. Македонците, ти се муштери? Сега тоа сега да ти го кажам и тоа е многу добар факт. Допред кога почна, значи за само 5 години, македонци и балканци општо беа многу редок вид на муштери затоа што нема собствени станови. Сега сакаш верувај, сакаш не. Верувам. Има, значи, македонци и балканци општо, срби, бугари, што огромен број имаат собствени станови и се многу добри мои муштери и секогаш имаат посебни цени кај мене и посебно внимание и ако пред 5 години 1% биле наши муштери, македонци или воопшто постоеле со имале станови, сега таа бројка е до 30%. И тоа е прекрасно, сериозно. Значи многу вчера имав монтажа кај македонци, завчера имав кај срби монтажа, значи многу наши купуваат станови и тоа многу ми се свиѓа затоа што киријата сега е многу поскапа него да си купиш стан.
цената за рата стане многу поевтина него кире и се надевам дека сите ќе може да си дозволат да си купат стан и дека ќе бидат потенцијални уштери, нели? Јас го поддржам ова и значи остануваме понатаму на овие муабети македонците во Малта, успешните македонци кои што ова информација што сега слушнав од Сталпа кажува многу. Јас тоа постојано го кажувам низ епизодите дека се повеќе и повеќе македонци не доаѓаат на печалба, не доаѓаат на 3 на 6 месеци, се иселуваат комплетно продавајќи се што имаат во Македонија и со тие пари од старт купуваат имот. Зборувам овде за во Малта, претпоставам дека и на другите места низ Европа е слично. За во Малта веќе ја слушнавте и потврдената информација за тоа што го зборувам јас низ емисиите претходно, така да не се лажеме луѓе. Таа држава таму што се вика Република Северна Македонија се празни се повеќе и повеќе. Знаете од кои причини и мене многу жал што тоа се случува, но факт е тоа. Продолжуваме понатаму со останатите македонци во следната епизода. Four, three, two, one, start.